Почитувани медиуми, ја следите пресконференцијата на министерката за финансии Нина Ангеловска и министерот за економија Кришник Бектеши, на која што ќе информираат за третиот сет економски мерки кои што ги донесе владата. После обраќањето на двајцата министри ќе следат прашања од медиумите на Zoom платформата. Прво ќе следи обраќањето на министерката за финансии. Повелете, министерка. Благодарам, почитуван министер за економија Кришник Бектеши, почитувани медиуми, почитувана јавност. Пред неколку дена го представивме третиот сет на економски мерки за ревитализација на економијата, кои имаат за цел да го амортизираат ударот врз економијата, а она што е важно да посочиме е дека сите мерки се креирани со јасно поставени цели и очекувани ефекти кои што треба да ги дадат како на краток, така и на среден рок. При креирањето на мерките, владата мислеше на сите, и на невработените, и на вработените со ниски примања, и на социјално ранливите категории, и на младите, и на оние кои што се најизложени во борбата против ковид кризата, односно здравствените работници. Владата мислеше и на приватниот сектор, на погодените сектори, на домашните компании, на македонскиот туристички сектор, на малите компании, стартапите, големите компании, средните компании, на индустријата, на IT секторот, на земјоделието, кој има и тоа како неискористен потенцијал, кој што во овој период можеме да го искористиме. Секоја криза носи проблеми и ризици, но од друга страна носи можности за структурни промени, за создавање на нов, подобар систем за функционирање на нештата. Нашата ориентација е покрај решавањето на проблемите и пребродувањето на последиците кои ги донесе корона кризата, да посегнеме и да ги искористиме и можностите кои што се отвараат пред нас за да функционираме подобро, како подобро општество, како економија и како луѓе секако. Зборувам за менување на навиките, за користење на домашни производи и услуги, зборувам за намалување на сивата економија, за стимулирање на безготовински плаќања, за создавање на платформи кои понатаму ќе функционираат и ќе обезбедат нови пазари за нашите домашни компании. Денеска ќе се осврнеме конкретно на вториот столб мерки, кој е насочен кон заштита на ликвидноста и работните места на краток рок, но и поддршка за раст и развој и зголемување на конкурентноста на компаниите на среден рок, односно во пост-корона периодот. Мерките поддржуваат инвестиции, полесен пристап до капитал, наоѓање на нови пазари, извозна ориентираност, дигитализација, модернизација, нови производи, како и вклучување на таргетирани категории, како што се жени предприемачи и млади лица. Првата мерка од овој столб се однесува на бескаматни кредити за фирми кои што ќе бидат пласирани преку Развојната банка на Северна Македонија во вредност од 31 милион евра. За оваа мерка се предвидува до 30% од бескаматниот кредит да има грант компонента под одредени услови, односно доколку е компанија водена од жена, доколку вработува претежно млади лица, доколку се работи за инвестиции за подобрување на некој процес или за извозна ориентираност. И за оваа мерка, бидејќи државата ќе учествува со национално кофинансирање од 1 милион евра, овие средства се предвидени во буџетот на Министерството за економија, додека останатите средства се планира да се обезбедат со грант за кој што се преговара со Европската Унија и наскоро ќе биде доставена информација до владата. Втората мерка се однесува на развивање на државна гарантна шема, која што ќе биде оперирана преку Развојната банка. Ова е всушност алатка која што ќе овозможи полесен пристап до финансии, со што државата ќе преземе дел од ризикот. Приватните компании ќе можат полесно да обезбедат финансиски средства преку комерцијалните банки за поддршка на нивната ликвидност, за инвестиции кои што планираат да ги прават за зголемување на конкурентноста, инвестиции во нови технологии, во освојување на нови пазари. И со оваа државна гарантна шема, која што се планира да биде развиена до септември, а веќе се започнува нејзиниот развој со техничка поддршка од меѓународните финансиски институции, планот е овие гаранции да покријат околу 50 до 70% преку издадената државна гаранција и со тоа да преземат дел од ризикот.
Со почетен капитал од околу 10 милиони евра, државата би можела да гарантира над 65 милиони евра финансиски средства кои што би ги добил приватниот сектор. Третата мерка е всушност ја покажува флексибилност и оставањето на еден бафер во буџетот кој што е планиран за поддршка на приватниот сектор, а е лоциран на програмата на владата. Со ребалансот беа додадени нови 25 милиони евра, со кои што се планира да се поддржат компаниите за повторно инвестиции, за извозна ориентираност и она што е важно, дека на моментален и краток рок од оваа програма се финансираат мерките за заштита на ликвидноста и заштита на работните места, со кои што беа обезбедени 100 милиони евра при одлуката за прераспределба, а сега оваа програма вкупно во владата изнесува 150 милиони евра. Од оваа иста програма се планира 25 милиони евра да бидат насочени кон финансиската поддршка за граѓаните, за домашната платежна картичка, која што понатаму преку големената потрошувачка повторно, посредно ќе биде поддршка и за погодените сектори, за стопанството и за домашната економија. Тоа значи дека од оваа програма моментално се исплатени и се уште се исплаќаат компаниите кои што имаат аплицирано за мерката за финансиска поддршка за работодавачите заради исплата на плати за месеците април и мај во висина од 14.500 денари по работник, од која што веќе околу 1,7 милиарди денари се исплатени на над 18.000 компании и со тоа директно се заштитуваат над 120.000 работни места. Тоа значи дека во оваа програма, како што кажав, има одреден простор, одреден бафер со цел да се димензионираат мерки во сите фази, затоа и во програмата е ставено од јуни до декември, како што ќе има потреба во стопанството, како што ќе се развиваат нештата и секако дека димензионирањето на конкретните програми и мерки ќе биде правено во консултативен процес со стопанските комори. Понатаму четвртата мерка од овој втор столб е за модернизација и освојување на нови пазари за конкретни насочени индустрии кои што имаат, односно сектори кои што имаат голем неискористен потенцијал. Например, таква една индустрија е текстилната индустрија, која што покажа значени способности за адаптација во овој период и го зголеми во месец април за над 300% извозот на заштитна опрема и работеше во полн капацитет. Но доколку погледнаме дека најголемиот дел од нашата текстилна индустрија лон производство, забележуваме дека со употреба на технологиите и модернизација на процесите, овие компании имаат голем неискористен потенцијал за да се додаде вредност и за да истите државата им даде стимул или им даде крила да може да освојуваат нови пазари, да ги пласираат своите производи со додадена вредност до странските пазари. Затоа ќе биде и се планира да биде изградена дигитална платформа, понатаму истата во соработка со текстилниот кластер, со останатите комори, платформа која што ќе постави нови технологии, ќе отвори нови пазари за овие компании и потоа ќе може да се искористи и за други сектори и индустрии. Веќе утре, заедно со Министерот за економија и заедно со асоциациите, со коморите, со текстилниот кластер, имаме планирано и закажан состанок во Министерството за финансии со цел да разговараме на оваа тема и да започнеме со подготовки за истата, која што се планира да биде лансирана, односно подготвена до месец септември. Петата мерка е за програма за развој на бизнис услуги, каде што се предвидени 1,6 милиони евра да се стават директна финансиска поддршка на стартап и малите и средни компании. И тоа овие бизнис развојни услуги би биле за инвестиции во нови процеси, за иновации, за дигитализација, за освојување на нови пазари. И во истата оваа програма се предвидува и стартување на концептот стартап села како хаб, во кој што ќе се развива еко-стартап системот на Република Северна Македонија. Шестата мерка е така наречена трак рекорд инструмент за прилагодување, односно дигитализација 3.0, која што ќе се развива преку Фондот за иновации и технолошки развој во вредност од околу 3 милиони евра.
И планот на оваа мерка и целите всушност се да обезбеди првична развојна поддршка на домашни компании кои што имаат трак рекорд и потенцијал за успешно работење и брзо прилагодување. И седмата мерка од овој столб предвидува кофинансирање на настани и дополнителна поддршка на погодените сектори, која што ќе ја развива Министерството за економија. Министерот за економија ќе посочи повеќе за оваа мерка, додека јас би кажала дека истата е предлог кој што владата го прифати од страна на стопанските комори. Сите овие мерки ќе придонесат за заштита на постоечките и за креирање на нови работни места, понатаму за зголемена конкурентност на нашите домашни компании, на домашното и секако и на глобално ниво, односно конкурентност и за поголема извозна ориентираност. Мора да се напомене дека и првиот столб мерки кој е насочен кон финансиска поддршка на граѓаните, како што кажав, посредно ќе ги помогне погодените сектори, домашните компании, преку зголемената приватна потрошувачка, граѓаните ќе ги помогнат компаниите. Дополнително би уште би посочила за крај дека реализацијата на мерките, како што се концепирани и креирани, говори и за долгорочната визија на владата кон безготовинско општество, кон дигитализација, кон трансформација, кон современа и развојна македонска економија, која што по оваа криза ќе биде поконкурентна и посилна. Благодарам. Благодарам, министерке. Сега го повикува министерот за економија Бектеши да се обрати. Фала, Алекс. Почитувана министерка Ангеловска, почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Повеќе од 2 месеци нашата држава, а и целиот свет се бори со здравствената криза предизвикана од коронавирусот COVID-19, која стана и светска економска криза. Оваа криза удри по секоја економија во светот со различен интензитет. За овие скоро 3 месеци, следејќи како се одвива состојбата и како се продлабочува кризата, владата донесе 3 пакета на економски мерки. Првиот и вториот пакет мерки ги донесовме брзо, навремено и реагиравме веднаш се со цел да им помогнеме на најпогодените сектори во економијата и најпогодените граѓани. Да го зачуваме секое работно место и да спречиме ова криза да предизвика поголеми штети врз нашата економија. Минатата недела го донесевме и третиот пакет мерки, кој има главна цел преку финансиска инекција, преку директна поддршка на граѓаните и на стопанството, да ја рестартираме нашата економија. Овој трет пакет мерки ги опфаќа и граѓаните и стопанството и е нова можност за структурни промени на економијата кои ќе донесат раст во иднина. Вкупната вредност на мерките од првиот и вториот пакет на економски мерки опфаќаше сума од 200 до 250 милиони евра или 2% од бруто домашниот производ. Со третиот сет мерки кој изнесува 355 милиони евра и со него ќе бидат опфатени 730.000 корисници. Вкупниот влог во новата развојна македонска економија, трите пакети мерки изнесуваат 550 милиони евра или 5 до 5,5% од бруто домашниот производ. Јас би се осврнил на мерките кои што ќе се реализираат од страна на Министерството за економија, кои се во вредност од околу 50 милиони евра. Затоа туризмот и угостителството се еден од најпогодените сектори од ова здравствено-економска криза. Затоа е поддршката која што преку сите 3 сета мерки ја дававме за овој сектор е најголема во овој дел. Министерството за економија, како надлежно за овој сектор, од почетокот на кризата, фокусот го насочи толку кон поддршка на овој сектор. Во третиот пакет мерки е предвидена поддршка од 11 милиони евра за ваучери и дополнително 5 милиони евра за платежни картички. Ваучерите ќе бидат во вредност од 100 евра, а платежните картички
во вредност од 50 евра. Граѓаните ќе можат да се одмарат и да летуваат дома, а со тоа секако дека ќе го зајакниме домашниот туризам. Со ова мерка се опфатени сите вработени граѓани што примат плата помала од 15.000 денари нето месечно и немат други приходи. Ова мерка опфаќа околу 100.000 граѓани и ќе се реализира до крајот на 2020 година. Ваучерот може да се користи во домашните хотели и други сместувачки капацитети, додека со платежната картица поттикнуваме купување на домашни производи и секако и услуги. Ова мерка ќе може да ја користат сите вработени лица со ниски месечни примања, кои што нема други приходи, како што кажав и претходно, но истовремено немат поголеми приходи од 2.802.000 денари годишно, освен што земат плата. За поддршка на туризмот креиравме уште една мерка во третиот пакет мерки, која ќе се реализира преку Министерството за економија во делот на организирање на настани, обуки и конференции, кои би се организирале во домашните хотели или други капацитети. Мерката предвидува кофинансирање на настани и конференции со 50% финансиска поддршка од државата, а до максимален износ од 30.000 денари. Мерката е предвидено да опфати 200 корисници и за нејзина реализација се предвидени 245.000 евра, а ќе се реализира во периодот до крајот на годината. Со цел да се помогне на домашните хотели и капацитети, преку ова програма државата ќе овозможи субвенции за финансирање или матчинг фондс на трошоците за организација на настани, обуки и конференции. Компанијата барател на поддршка ќе треба да ја реализира исплатата кон хотелот или капацитетот за организација на настани во рок од 60 дена. На овој начин ќе се поддржи ликвидноста на овие компании. Исто така, сакам да потенцирам дека во третиот пакет мерки продолжуваме да ја поддржуваме ликвидноста на микро и малите предпријатија. Интересот за бескаматните кредити преку Развојната банка беше огромен од почетокот кога првично ја промовиравме ова мерка. Само од COVID-1 кредитната линија во вредност од 5,7 милиони евра беа одобрени бескаматни кредити на 738 микро, мали и средни компании. Затоа, во третиот пакет се предвидени вкупно 31 милион евра за бескаматни кредити со можност од 30% грант компонента за микро и мали предпријатија преку Развојната банка на Северна Македонија. Како што наведе и министерката, веќе се при крај подготовките на ова мерка заедно со делегацијата на Европската Унија и очекуваме за кратко време Секретаријатот за европски прашања да ја извести владата и да се одобри ова мерка од страна на владата на Северна Македонија. Дополнително на тоа, во буџетот на Министерството за економија се предвидени и средства за финансиска поддршка на приватниот сектор, економијата и индустријата во вкупна вредност од 25 милиони денари или околу 400.000 евра, а ова мерка ќе се реализираат и нема скратење во Министерството, што се однесува до програмата за конкурентност, иновативност и предприемништво. Со тоа сакаме да ја зајакнуваме конкурентноста на нашите компании, но истовремено сакаме да ги подобриме и условите што произлегуваат од страна на Законот за финансиска поддршка на инвестициите. Наведе и министерката Ангеловска дека во Министерството за економија се предвидени дополнителни 1 милион евра во третиот сет мерки, каде што е предвидено да се креира платформа, а ние веќе утре имаме состаноци со текстилната и чевларската индустрија, а наредната недела ваква платформа ќе понудиме и
за секторот на производство на мебел и ПВЦ производи. И за крај, сакам да ги повикам сите граѓани да ги користат мерките кои ги нуди владата, со цел да го заштитиме домашното производство, заеднички да го помогнеме туризмот и угостителството, да ја зголемиме потрошувачката на домашни производи и да им помогнеме на домашните производителни капацитети и компании кои се најпогодени од ово здравствена економска криза, за да ја пребродат што полесно. Ова криза заеднички да ја направиме нова можност за сите нас. Благодарам. Сега ќе ми дозволите да се обратам и на албански јазик. Почитувана госпоѓа Ангеловска, многу почитувани граѓани на државата, почитувани представници на медиумите. Повеќе од 2 месеци нашата држава, а исто така и целиот свет се бори со здравствената криза предизвикана од коронавирусот COVID-19. Ова се претвори истовремено и во една речиси глобална економска криза. Оваа криза ја погоди секоја економија во светот и тоа со различен интензитет. За овој период од речиси 3 месеци, следејќи како се развива и одвива ситуацијата и како кризата се продлабочува, владата усвои 3 пакети на мерки. Првиот и вториот пакет на мерки ние ги донесовме брзо, навремено и реагиравме веднаш на начин со цел да им помогнеме на најпогодените сектори во економијата, а истовремено и на најпогодените граѓани од оваа здравствена и социоекономска криза, за да се зачуваат работните места и за да се спречи оваа криза да предизвика уште поголеми штети врз економијата на земјата и врз семејната економија. Минатата недела ние го донесовме третиот пакет на економски мерки, кој што има главна цел преку директна поддршка, инекција преку директна поддршка на граѓаните и на економијата, да ја рестартираме економијата на Република Северна Македонија. Овој трет пакет на мерки опфаќа како граѓаните, така и економијата и представува нова можност за структурни промени на економијата кои што ќе донесат раст во периодот кој што доаѓа. Вкупната вредност на мерките од првиот и од вториот пакет достигнува сума од 200 до 250 милиони евра или околу 2% од бруто домашниот производ, додавајќи го и третиот пакет кој што веќе го исто така го донесовме. Оваа сума достигнува сума од 355 милиони евра или 5,5% од бруто домашниот производ. Јас би се осварнал на мерките кои што директно се спроведуваат од страна на Министерството за економија, кои што се со вредност од околу 50 милиони евра, што се однесува нели само на мерките од третиот пакет. Туризмот и угостителството се најпогодени сектори од оваа здравствено економска криза, така што и поддршката која што ние нудиме преку трите пакети на економски мерки во овој сектор е најголема за овој дел. Министерството за економија, како одговорно надлежно за овој сектор, кој што од почетокот на кризата, фокусот најмногу го насочи токму за поддршка на овој многу значаен сектор за економски развој на земјата. Третиот пакет предвидува поддршка од 16 милиони евра за поделба на ваучери за граѓаните, кои што ќе можат да ги искористат и да ги посетат домашните капацитети или домашните туристички дестинации, и тоа од 100 евра, каде што е предвидено токму овие ваучери да се доделат на 100.000 граѓани кои што се вработени и кои што имаат месечни примања до 15.000 денари. Исто така и паралелно со поделбата на ваучерите предвидено е и 50 евра за стимулирање на приватната потрошувачка и за
поддршка на оваа мерка и на овој начин за секој граѓанин кој што ги исполнува условите и има примања до 15.000 денари, значи владата на Република Северна Македонија преку Министерството за економија ќе му им додели на сите тие граѓани ваучер, истовремено и платежна картичка со вредност од 150 евра. Овие ваучери ќе можат да се искористат од страна на граѓаните до крај на оваа година. Покрај ова, во соработка со Министерството за финансии, со Секретаријатот за европски прашања, во заеднички разговори и соработка и со делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија, во Министерството економија се предвидени и 1 милион евра за кофинансирање на проекти за да им се помогне на микро, малите и средните предпријатија за проекти кои што набрзо ќе се одобрат на владината седница на предлог на Секретаријатот за европски прашања од програмата која што Република Северна Македонија ја доби од страна на Европската Унија. Во секторот туризам предвидовме и една дополнителна мерка со предлог на економските комори, каде што се предвидува кофинансирање на настани и конференции кои што ќе се организираат во хотелските капацитети во Република Северна Македонија, така што Министерството за економија на сите овие настани, конференции или различни организации ќе ги кофинансира со 50% од целосната вредност или не повеќе од 30.000 денари. Така што до крај би сакал да упатам повик до сите граѓани, до сите предприемачи во Република Северна Македонија да ги искористат мерките и можностите кои што им ги нуди третиот пакет на економски мерки во нашата земја, бидејќи на овој начин може да ја стимулираме и домашната потрошувачка и јавната потрошувачка, но исто така и да ги направиме нашите компании поконкурентни на регионалните пазари, на европските пазари. Секоја криза со сигурност носи и некакви можности, а ние сите заедно треба да ги искористиме овие можности на најдобар начин за да ја рестартираме економијата на Република Северна Македонија. Ви благодарам. Благодарам, министар. Следат прашањата од медиумите. Прва ја викам Александра Филиповска од Телма телевизија. Александра, повели. Добар ден до двајцата министри. Прво ќе почнам со прашањата за компаниите, па ќе се навратам и на граѓаните. Значи, голем дел од мерките кои ги најавувате за компаниите ќе стартуваат од септември. Што ќе прават компаниите во овој меѓупериод кога ја имаме најголемата криза и кога очекувате да бидат најголемите последици по компаниите вториот квартал од годинава? Односно ќе ги оставиме извесен период сами да обстојуваат кога не можат, они самите си кажат дека не можат дури ни кредити да земат, им нудите само кредити. Значи, како мислите да ги спасиме компаниите и работните места, а меркиве уште уредбите не се готови, планираме да почнат дигитални платформи до септември, па тек после да почнат да аплицираат. Кога ќе им кажете каде да аплицираат, како да аплицираат, кои критериуми да ги исполнат и слично. Истото и со граѓаните. Министерот ги повика граѓаните да аплицираат и да ги користат мерките. Меѓутоа граѓаните се збунети. Се јавуваат во редакциите за да прашуваат каде и зашто треба да аплицираат. Планирате ли да ги донесете уредбите? Од кога ќе почнат да важат тие уредби? За кога ќе се однесуваат воучерите од платежните картички од 100 евра плюс 50 евра другиот ваучер? За кого рековте невработени? Имаме 114.000 невработени, уште плюс 100.000 други кои бараат работа. Имаме десетици илјади лица кои користат надоместока немаат приход над 15.000 денари стечеци, ќе спомнам и останати. И сите тие бараат помош од медиумите каде и како да аплицираат. А вие излегувате со истите констатации, значи истите мерки ги кажа и техничкиот премиер Оливер Спасовски. Вие не кажавте од кога ќе почнат да се имплементираат овие мерки.
Кој ќе ги изработува картичките, не кажавте? Дали се договоривте со банките? Колку ќе чини тоа? Кој ќе го плаќа тоа? Значи, кога ќе можат граѓаните да аплицираат и за туризмот, и за помошта од 100 евра и плюс платежната картичка? И уште едно прашање надвор од темава. Министерката пред 1 месец излезе со став дека ќе изработат анализа за екстра лесното гориво, па ќе работат нели со царина, меѓутоа помина месец дена и се уште немаме ниту анализа, ниту одговор на тоа, одлука некаква што ќе се случува, кога знаеме дека со злоупотребите на екстралесното се губат 30 милиони евра во буџет. Не ви беа ли тие 30 милиони потребни со ребалансот за годинава, да речем? Благодарам. Не кажавте за кого е прашањето, претпоставам. Добро. Наметнавте многу прашања, меѓу кои што делот, може да кажеме, голем дел од прашањата имаат една доза на нетрпеливост, а напротив, во овој сериозен и сеопфатен пакет кој што го представивме, кој што кажав дека има јасно поставени цели и очекувани ефекти, исто така има јасно поставени рокови за да граѓаните може да знаат и фирмите кога ќе почне имплементацијата на мерката. Што значи тоа? Еве сега ќе се задржам на неколку мерки, бидејќи прашавте за повеќе, прашавте и за граѓаните, прашавте и за мерките за финансиска поддршка на стопанството. Ако ја погледнеме од првиот столб мерките за поддршка на граѓаните, мерките беа најавени, таргет групите беа кажани и беше соопштено дека оперативно се работи на подготовка на уредбите кои што треба да бидат усвоени во следниот период, односно во текот на следната недела. Тоа што значи? Тоа значи дека сега тимовите работат интензивно во соработка и со Македонската банкарска асоциација, во соработка со Народната банка, во соработка со останатите институции за таргетирањето како што Агенцијата за вработување, Управата за јавни приходи, во соработка со кабинетот на претседателот, на заменик претседателот, Министерството за економија, и сега е брзината од една страна многу важна, но од друга страна многу важна добрата координација на сите засегнати страни кои што ќе учествуваат во реализацијата на овој проект. Во врска за аплицирањето, постојано нели се прашува каде, кога, како да се аплицира. Ние она што претендираме и што намераваме да го направиме и го кажуваме многу пати е дека сакаме да биде најлесно, наједноставно и за граѓаните, односно да може лесно да дојдат, да добијат оваа финансиска поддршка и картичка, и од друга страна да ги олесниме процесите и процедурите за издавачите во случајот како што кажавме дека се планира банките, да се минимизира ризикот од правење гужви, од доаѓање во институциите. И ако погледнете се работи за навистина сеопфатен голем проект, кој што не значи само да се дадат еднократна финансиска поддршка, значи да се насочи каде што треба кон домашните производи, кон домашните услуги. Значи, посттерминалите да се сетираат по шифрена дејности каде таа картичка ќе може да поминува. Значи, картичката да се сетира дека нема да може да се подигнува готовина, затоа што кажуваме дека визијата е и безготовинско плаќање и променување на навиките, како свртување кон дома и домашното, така и кон пософистицирано користење на платежните методи кои што денеска се нудат. Ако погледнете податоци, значајно е зголемено користењето на електронско банкарство само во месец март. Значи, граѓаните се адаптираат и ова е можност за да го забрзаме патот кон посовремена, развојна и безготовинска македонска економија. И ако јасно го погледнавме пакетот, каде што стои јуни-јули, нормално е дека ние во овој момент концептот беше разработен, беше представен да се каже што може да се очекува и кога да се очекува. Ако погледнете стои јуни-јули, тоа значи тога е периодот кога очекуваме граѓаните да ги добијат картичките, да ги добијат средствата. Во однос на таргет групите, значи јасно се истите се сега прецизирани, нели? Првата мерка, односно 9000 денари финансиска поддршка, се однесува на невработените лица, активни баратели на работа со до 15.000 денари месечни примања, согласно податоците од Управата за јавни приходи. Понатаму имаме таргет група вработени лица со примања до 15.000 денари. Гледаме дека се насочуваме кон граѓаните, домакинствата кои што имаат помали доходи, кои што биле погодени од кризата и односно кои што веднаш ќе посегнат и ќе ги потрошат средствата, а кои што ќе ги добијат од државата, пак ќе кажам, значи кои што ќе го амортизираат ударот врз економијата и ќе се влијаат во стопанството. И третата група, нели, се младите
студенти средношколци кои што исто така ќе добијат платежна картичка под истата мерка. На конкретното оперативно решение веќе се работи. Ние имавме средба и со Македонската банкарска асоциација во текот на вчерашниот ден и со банките, ги утврдуваме деталите. Уредбата веќе е во нацрт верзија и денеска ќе биде испратена за комуникација до сите засегнати страни со цел, значи, навистина се работи за интензивно деноноќно работење на спроведување на сите мерки и тука сметам дека особено нема простор за притисок или за одредена нетрпеливост кога е јасно кажано кога ќе почне реализацијата и кога се очекува да почне реализацијата. Уште повеќе ако имаме предвид дека се работи за платежна картичка. Значи, ние зборуваме, ако сакавме да одиме со традиционално решение и да делиме во традиционален формат хартија или средства директно, со тоа не решаваме и други проблеми кои што може да се решат и кои што секоја земја се обидува на свој начин локално да ги подобри и работите и на долг рок. Во однос на мерките за стопанството, јас кажав дека на мерката во владата, на програмата во владата има 150 милиони евра. 25 милиони евра за платежната картичка. Мерката за поддршка на работодавачите заради исплата на плати е во моментот активна, а вие прашувате дека немаат поддршка, ќе чекаат до септември. Тие во моментот сега, пред 3 дена добија 1,7 милиарди денари. Уште барања се обработуваат, од прилика, значи, оваа мерка ќе повлече околу 60 до 65 милиони евра од предвидените 100. Тоа значи дополнителен бафер на таа програма има 50 милиони евра кои што ќе се насочат за исплата, можеби побрза исплата, разговаравме со коморите согласно Законот за финансиска поддршка на компаниите кои што аплицирале. За дизајнирање и креирање на навремени мерки кои што ќе бидат потребни. Сега навремена мерка е да се заштити ликвидноста, да се заштитат работните места. Мерката се уште трае. Во месец мај повторно ќе добијат тие средства исплат. Ова не се кредити како што ги кажувате. Напротив, компаниите може да ги трансформираат во грант добиените средства. Уредбата беше неколку пати менувана, се со цел да се задоволат сите страни, да биде најдобро решение и за приватниот сектор, и за синдикатите, за сите кои што има потребно да им помогне. И ако се ова го имаме предвид, сметам дека навистина нема простор за одредена нетрпеливост, затоа што ние велиме мерки течат, има средства, има буџетирано и повеќе од она што во моментот е креирано како мерка и ќе остваруваме средби, очекуваме предлози, стопанските комори имавме состаноци во владата да доставуваат предлози согласно. Вие не можете, каква сериозност би била од страна на владата ако не димензионира мерка и за септември. Значи зборуваме за индустрија која што придонесува околу 19-20% во бруто домашниот производ, која што вработува над 25% од луѓето, од вработените лица во земјата, која што е комплетно извозно ориентирана и додава вредност на бруто домашниот производ и која што во овој период ќе биде ранлива. Ранлива затоа што може да ги изгуби врските со странските компании, со добавувачите и во тој случај да и треба поддршка и помош за да ги обнови врските. А врските нема да биде лесно да ги обнови кога еднаш ќе излезе од игра. Ќе треба нови инвестиции во технологии, во зголемување на конкурентност, продуктивност, ќе треба да биде уште поконкурентна во фазата посткорона. И за тоа има обезбедено средства. И не, мислам, од една страна е да се каже чекаат, од друга страна имаме мерки кои што течат, се исплаќаат и плюс сме обезбедиле средства, викаме ќе излегуваме како што ќе има потреба, има средства буџетирани се, ќе излегуваме со потребните програми и мерки. Тоа што се однесува до мерките, роковите и не знам, имавте уште едно прашање околу анализата за екстралесната нафта. Анализата е изготвена во текот на вчерашниот ден ни беше испратена, Царинската управа ја работеше анализата. Очекуваме во текот на следната недела да имаме пред се состанок заедно со Царинската управа и со Министерството за економија, да ги погледнеме сите резултати од анализата и од таму да преземеме соодветни чекори за системски решенија, како што и кажавме, затоа што се работи за проблем, односно нешто што влијае на нашата животна средина, која што мораме да ја штитиме. Што се однесува до планот и реализација, знаете дека, значи, не се согласувам дека не сме пристапиле веднаш кон реализација, може би кажувате еден месец, но навистина се работи за собирање на обемни податоци, кои што Царинската управа ги работеше и се работи за период кога очекувањата се навистина големи, а навистина многу се вложуваат сите институции за најдобро сите работи да ги спорачаат.
Министерството за економија има изработено правилник за зголемување на квалитетот на екстралесната нафта. Тука треба да направиме дополнителни согласувања, се работи и на тоа и верувам дека наскоро ќе можеме и тој правилник Министерството за економија да го достави до владата. Може јасно? Да. Фала, министерке. Значи, ме чуди фактот што стварно новинарка како Александра, што имат големо искуство и многу добро знаат за економијата и за процедурите како се донесуваат мерки, било тоа со уредба со законска сила, било тоа како се донесува програма, да направи вакви прашања и да требаше ние веднаш да почнеме со реализација, тогаш секако дека ќе имаше и реакции и од страна на новинарите, но истовремено и од страна на стопанските комори. Подобро да чекаме неколку дена, да донесеме стварно уредби и програми кои ќе бидат користени од страна на стопанството и од страна на граѓаните, како што се и програмите и мерките што се реализираат веќе и од првиот и од вториот сет на економски мерки. Што се однесува до прашањето надвор од темата за екстра лесното, не би се слагал дека ништо не е направено и кога се донесе одлука за зголемување на акцизата, за дознавање на јавноста и за информација на јавноста, што се однесува до екстра лесното, не е воведено меканизам за ако во светските берзи нафтата се зголемува, за екстра лесното да се намалува акцизата, значи е фиксна зголемувањето на акцизата што се однесува до екстра лесното. Дополнително на тоа се, како што кажа министерката, треба да се направат стварно детални анализи. Министерството за економија е при крај со подготвување на правилникот, веќе го имаме и финалниот драфт, заедно со регулаторната комисија за енергетија, пошто што се однесува до квалитетот на горивата, со последните измени на Законот за енергетика, значи многу важна улога игра и регулаторната комисија за енергетика. Значи, еден месец за вакви крупни анализи, мислам дека можда и не е доволно и сите институции работиле експедитивно, се со цел да имаме одлука каде што сите што користат и моментално екстра лесно да бидат известени навреме, пошто, како што знае и Александра, екстра лесното може да се користи само од октомври до април, а во текот на другите месеци нема право и со постоечките законски решенија да се користи. Хвала. Благодарам, Александра. Дали имаш дополнителни прашања? Имам објаснување. Конкретно, значи, вака реагираме затоа што до сега имаме стотици илјади граѓани кои се јавиле до нашите редакции во услови кога два пати слушаме ист прес, со најавени мерки без конкретни податоци. Значи, ние очекуваме да изработите уредба и да излезете да кажете таа и таа уредба ќе важи за тие и тие и ги повикуваме граѓаните да аплицираат. Сега ние немаме уредба, не знаеме ни кои граѓани ќе ги исполнат условите, а викате ги повикуваме граѓаните да аплицираат. Тука е проблемот, значи не е проблемот во тоа колку вас време ви треба да ги направите уредбите. Ние знаевме дека една уредба 3 пати се менуваше. И треба да, и дава најдобри резултати. Но дополнително на тоа да ви се даде и вас можност дополнителни прашања што се однесува до екстра лесното да поставите. Не слушам. Александра, дали тоа е се? Да. Ќе повикувам Наташа Мирсовска од Цител телевизија за прашање. Повели, Наташа. Не слушаме. 730 компании кои што ќе ги добијат парите. Меѓутоа со вториот пакет од COVID-2 огласот заврши пред 10 дена. До овој момент нема ниту една компанија добиен одговор дали може да ги користи овие бескаматни кредити. Кажете ми, министерке, каде е проблемот? Во почетокот претпоставувам дека имаше технички проблем, па првата минута воопшто не ве слушнавме само од COVID-2 дека аплицирале и каде е проблемот, ако може да...
Да, преку првиот пакет мерки исплатени се 4,6 милиони евра, уште 730 компании чекаат да им бидат исплатени парите. Меѓутоа со вториот, аплицирањето, огласот за аплицирање заврши пред 10 дена. До овој момент нема ниту една компанија добиен одговор дали може да аплицира за овие пари, дали ќе добие или не. Каде е проблемот? Не се работи воопшто за проблем, напротив, веќе беше усвоена и доставена од Македонската развојна банка информација за доделување на помош, односно одобрување на бескаматни кредити на компании кои што аплицирале за COVID-2. Значи не се работи дека воопшто нема одобрување, напротив имаше и ми само ако не се лажам сега, тоа беше информација доставена од Развојната банка, се работи за околу над 100 компании, мислам, кои што веќе им беа одобрени, односно секоја информација која што Развојната банка ја доставува до владата содржи број на компании, колкав износ одобрени за да по усвојување од владата официјално таа пристапи кон потпишување на договори и исплата на средствата. Како што кажавте и вие, реализацијата на COVID-1 е комплетно завршена, односно доделени се тие средства, додека COVID-2 предвидува 8 милиони евра. Има голем интерес. Јас знам дека уште во првите 3-4 дена имаше апликации над 2000 компании кои што побарува и аплицираат. Дел од оние кои што можеби не исполниле некои услови аплицира и во COVID-2 поради тоа што беа делумно и олеснети условите за компаниите и олесната и постапката за аплицирање. Нормално тече, значи Развојната банка интензивно работи на процесирање на сите барања кои што пристигнуваат и верувам дека и оваа недела веќе ќе стигне и вториот беч, односно втората група на компании од COVID-2 кои што треба да поминат на влада и потоа да се официјално да се потпишат договорите и да се исплатат до компаниите. Нормално тече, значи работата, не се работи за било каков застој, но се работи за навистина големи барања и обидување да се одговори што поскоро и што побрзо на сите и да се разгледаат сите. Прецизираме само на... Дали ме слушате? Да. Да прецизираме само да се надоврзам на прашањето на Александрија. Значи, ваучерите за посиромашните граѓани. Очекувате да бидат готови во јуни, а лицата да аплицираат во јули. Ваучерите за туризам. Очекувате да им бидат достапни на граѓаните во јули или од септември? Може ли да да појасниме, затоа што многу често се користи зборот аплицирање, а интенцијата при креирање на уредбите и на владата е точно да покаже дека може полесно, побрзо, со помалку административни работи да ги овозможи средствата и финансиската поддршка на граѓаните. Затоа велиме платежна картичка, развивање на мерка, вклучување на банките во процесот на издавање. Ние разгледуваме во моментот можности, ги таргетираме соодветно групите, како што кажа, во соработка со сите институции, со цел да ја олесниме или елиминираме оној момент да секој граѓанин треба да самоиницијативно аплицира, да пополнува формулари, да чека одобрување. Ако, а сега ете податоците и базите ни дозволуваат таргетирање согласно податоците на управата за јавни приходи, ние веднаш можеме да видиме прво невработените лица по агенцијата за вработување, може да се види колку средства, односно месечни примања имаат согласно управата за јавните приходи. Ако ние таа листа ја имаме, значи ние веќе имаме прелиминарно одредено кој точно граѓани им следи колкава финансиска поддршка. 9 или 3000 денари кога зборуваме за платежната картичка. Развиваме, јас при институциите не го спомнав и Министерството за информатичко општество. Значи, знаете дека услуги платформата беше напредок во интероперабилен систем за поврзување на сите институции. Разговараме сега за вклучување на Министерството за информатичко општество со цел многу лесно да може секој граѓанин да провери дали му следи колкава поддршка со впишување на матичниот број. Од друга страна да може банките да имаат централизирана информација за секое лице кога ќе издадат картичката со финансиската поддршка, да се знае дека тоа лице веќе ја подигнало и да имаме во реално време податоци и бројки. Тоа би значило дека сакаме да го скратиме процесот и моментот да 300.000 граѓани треба да се бараат и сами да аплицираат по различни институции. Сакаме тоа да им го олесниме, се со тоа што побрзо да ги добијат средствата и да може да ги користат. Во однос на ваучерите за туризам, истото претендираме да го направиме, да ја олесниме комплетно процедурата и постапката. Се работи за ваучери, ако видовте во програмата, кој што се вели, граѓаните би ги добиле јуни најдоцна јули, ние ќе се обидеме да го направиме тоа секако во побрзиот рок, додека ваучерите е предвидено да се користат до крајот на 2020 година. Ние имаме една анализа која што изработувавме во Министерството за финансии за ефектот
Очекуваниот ефект од мерките, согласно едни предвидувања и предпоставки, тоа се односно во однос на бројот на ноќевања кои што се очекува, нели во 2019 истиот има раст во однос на 2018, меѓутоа нормално во 2020 туристичкиот сектор е најпогоден. Согласно податоците од првите 3 месеци, согласно нашите предпоставки за реализацијата до крајот на годината, согласно рестрикциите, земаме предвид дека околу 59% од ноќевањата се од домашни граѓани, околу 40% се од странски граѓани, земаме предвид колку од домашните граѓани одат во хотели, колку во сместувачки капацитети и куќи, и при едни такви предпоставки кои што ги поставуваме, велиме дека со сценариото на рестрикции без поддршка и помош за да се насочат граѓаните да одат на одмор во македонските туристички капацитети, би имале околу 50 до 60% пад во бројот на ноќевања споредено со 2019 година. Со поддршката од 10 до 12 милиони евра, која што ќе ја даде Министерството за економија преку програмата на над 100.000 граѓани, тоа значи дека ние ќе успееме да го ублажиме затоа цело време вериме да ја ревитализираме економијата, да го ублажиме падот и да излеземе посилни од ова. Тоа значи дека со влевање на околу 10 до 12 милиони евра директно во туристичкиот сектор преку граѓаните, тој пат би го облажиле за повеќе од дупло. Тоа значи дека оваа мерка директно ќе го амортизира ударот и ќе го помогне туристичкиот сектор. Ние правиме вакви анализи и мерки на секоја анализи и ефекти, затоа велам има јасно поставени цели и очекувани ефекти, за да видиме кои се точните наши очекувања за секој сектор од секоја мерка. Постојано зборувате за ефектите кои што би се постигнале, меѓутоа конкретно не ми одговоривте. Кога ќе бидат готови уредбите? Месец, 2, 3? Ефектите ги знаеме сите. Сие се кога ќе почне да се реализираат мерките. Придобивките ги знаеме. Конкретно кога граѓаните ќе можат да ги користат овие ваучери, кога фирмите ќе можат да ги добијат парите. Драго ми ако ги знаете ефектите и ако е главното прашање за уредбите. На уредбите интензивно се работи во многу тимови, се очекува до крајот на следната недела да ги доставиме и усвоиме уредбите по овие мерки за кои што сега разговараме, односно и домашните платежни картички и ваучерите за туризам. Секако секоја институција работи, ги изготвува уредбите, во самата информација се задолжени сите институции, каде што сите треба да го дадат максимално организирано, координирано, оперативно, на најдобар начин, најлесен за граѓаните, што побрзо да се реализира. Значи, ви кажав дека очекувањата се дека веќе во текот на следната недела ќе бидат доставувани предлог уредбите до владата. Благодарам, Наташа. Дали имаш дополнителни прашања или тоа е? Благодарам. Следна е Тања Попова, Алфа телевизија. Повели Тања? Министарке, колку сте задоволна од помошта за исплата на плати на фирмите? Рековте скоро 18.500 фирми со 120.000 вработени, мислам дека очекувавте многу повеќе. И дали ќе го исполните барањето на компаниите кои што сакаат оваа мерка да продолжи, можеби не во иста форма, меѓутоа да има субвенции од 40 до 60% на бруто плата во наредните месеци, за да се спречат поголеми загуби. Второто прашање ми е, странските инвеститори вчера побараат целосни грантовни, не како што вие мерката определена бескаматни кредити со 30% грант за големите извозници и 6-месечен мораториум за обврските кои што ги имаат кон државата, а кои што произлегуваат од договорите што ги имаат склучено со државата за државна помош. Дали ќе излезете во пресрет на овие барања? Само да ве прашам, еден дел не ве слушнав кај грантовите што споменавте, за што било барањето, не го слушнав тој дел од прашањето. Чекајте, само не ве слушаме, може мислам сега. Не многу добро, но ве слушаме. Така, значи побараат целосни грантови, неповратни средства. Добро. Во врска со мерката за финансиска поддршка на работодавачите заради исплата на плати, воопшто не се работи за некакво незадоволство, напротив, тоа значи дека мерката беше отворена, аплицира 21.500 компании. Над 18.500 се обработени, прифатени и исплатени.
Тоа се околу 120.000 вработени, меѓутоа да оставиме еви во следните неколку дена да ги доработи управата за јавни приходи, бидејќи има некои компании кои што прават сега корекции и бидејќи имаше нели голема побарувачка, секако дека сите се обработуваат во најбрзо време. Ако земеме предвид дали ние сме задоволни, се работи за 120.000 работници, за 120.000 работни места кои што се задржани и се работи за една паралелна уредба која што беше донесена за да може работодавачите да ги вратат и работниците или да пријават и други лица во овој период. Имаме информација дека дури над 500-600 од оние 8.000 кои што беа комуницирани за месец март и април се вратени благодарение на можноста која што била дадена. Зборуваме за 120.000 работни места кои што се заштитени, а кои што, ако е немало оваа уредба и оваа мерка, многу веројатно е дека компаниите ликвидносно, ако не би можеле да издржат, е дека би посегнале кон можеби намалување. Ова значи дека задоволството од мерката, ако ја земеме предвид колкав број на вработени опфаќа и дека ќе чини 65 милиони евра, таа мерка била отворена за сите компании кои што сакале, можеле да аплицираат, имале 30% пат на приходите. Беше многу долго и јасно комуницирана. Тоа значи дека останатите компании кои што не аплицирале, ние не разговараме за одбиени компании, значи дека можат сами да ги поднесат, да ги задржат работниците или дека немаат токав пат за да ги исполнат условите. Ако земеме предвид тоа, јас воопшто сметам дека навистина добро се справуваме во однос на поддршка на ликвидноста и поддршка на работните места на компаниите и тоа се гледа од искористеноста на мерките. Како што кажавме, вие прашувате дали ќе биде потребно да се продолжува оваа мерка. Јас затоа и кажав дека е многу сериозно да се планираат средства за да се развиваат мерки согласно потребите. Што значи согласно потребите? Непредвидливоста која носи оваа здравствена криза во врска со дополнителни рестрикции, во врска со олабавувањето на економијата и реотварање на капацитетите, носи одредена доза на неизвестност, која што, како што викаме, ќе бидеме флексибилни, имаме буџетирано средства и можност за веднаш. Дали ќе биде тоа да продолжуваме мерки кои што се активни, дали ќе биде тоа да носиме нови кои што ќе бидат насочени, потребни во тој момент, тоа ќе го правиме. И тоа е тоа што треба да го правиме во ваква ситуација. Во однос на барањата за целосни грантови, не знам дали ова се однесува за мерката која што говореше министерот за економија за бескаматните кредити со грант компонента. Дали за таа мерка ви се однесува прашањето или се однесува за воопшто дека се бараат грантови? Ако погледнете во пакетот мерки, ние имаме предвидено и грантови. 30% грант, например, за мала компанија, која што е практичен пример, да земе одреден кредит од 10.000 евра за да воведе нов процес, да освојува нов пазар, да воведе нов канал на продажба и при тоа 30% од кредитот да не мора да го враќа, 70% ако го враќа на рати без камата, е навистина многу сериозна мерка која што треба да биде поздравена. Јас разбирам дека секогаш е уште повеќе и да се бараат неповратни средства, меѓутоа мора да имаме предвид разумноста, економската логика, нашите можности, фискален простор и дека тоа се средства на граѓаните. И треба да креираме реална економија која што ќе исплаќа повисоки плати, која што ќе биде посилна и поконкурентна во периодот на посткорона кризата. И тоа го правиме со овие мерки. Јасна е визијата, јасно е се низ мерките што е тоа што владата цели да го направи и што ќе го прави. И ако погледнете во мерките, уште да докажам, значи има бизнис развојни услуги, тоа се работи за кофинансирање, развојни услуги, грантови. Имаме, значи, дополнително овие кофинансирање, ваучерите нели за туризам, кофинансирање на IT вештини, дигитални вештини во Министерството за образование со цел што повеќе млади да бидат поконкурентни и да бидат подобро платени, бидејќи тоа е барана професија во секој еден сектор индустрија. Зборуваме за кофинансирање на настани, обуки, конференции кои што ќе помогнат на погодените сектори и ликвидносно ќе им бидат на некој начин поддршка и инекција програмата која што ја презентираше и министерот за економија. Значи, навистина сметам дека
се работи за добро обмислени мерки, со добро обмислени цели и резултати, со искомуницирани јасно рокови кога може да се очекува и сега во следниот период ќе следи оперативното започнувањето на реализација и оперативно, каде секако ќе продолжиме неселективно, јасно, транспарентно да информираме јавноста и благодарение до вас медиумите да стигнеме што побрзо со точната информација до сите засегнати страни, групи на граѓани и компании. Благодарам. Тања, дали имаш дополнителни прашања или тоа е се? Не, благодарам. Продолжуваме на крај со Иле Петрески, Алса телевизија. Иле, повели со прашањата. Добар ден до сите. Имам две прашања до министерката и едно прашање за министерот. Од Светска банка испратија опомена една со нулта толеранција за измами и корупција и ненаменски трошење од парите кои што ги добивме наменети за ковид. Прашањето ми е зашто ваква реакција имаат од оваа меѓународна финансиска институција, каде го гледаат проблемот и каде имаат сомнежи дека нешто ќе се троши што нема да биде наменето за COVID-19. И имам прашање околу платите кои што ги побара или ги најави министерот Наќа дека ќе побара од владата да има 15.000 денари плюс за вработените во Министерството за внатрешни работи. И потоа ќе побарам и едно објаснување од министерот Бектеши да даде некакви информации од тоа финална драфт верзија која што сега пред малку ја спомна за екстра лесното гориво. Фала ви. Благодарам на прашањата. Воопшто, во врска со вашето прво прашање за состојбата со заемот со Светската банка за од оној инструмент emergency loan или за брзо финансирање за COVID потребите. Значи, заемот беше преговаран во соработка со Министерството за труд и социјала и Министерството за здравство, кои што ќе користат, треба да ги користат средствата за справување со COVID кризата наменски. Истиот беше испреговаран, тоа ја информиравме и јавноста, бидејќи транспарентно, нели сите податоци ги споделуваме навремено, уште пред можеби повеќе од 2 недели. Меѓутоа, бидејќи знаете дека сме во техничка влада, секој еден предлог, односно закон за задолжување, го потпишуваме заедно јас и дополнителната заменик министерка. Предметот беше споделен и со неа, таа си има легитимно право да има одредени прашања по истото. Доставуваше одредени прашања на кои што одговараа колегите и од Министерството за труд и социјала и имавме заеднички состанок со Светската банка. Верувам дека ова повеќе се однесува на уверување дека Светската банка кога испреговарала и одобрала средства заем кои што поминат на бордот, дека секако дека ја следи реализацијата и се претпоставам дека реакцијата со цел бидејќи се чека да се потпише овој заем, затоа што се работи за заем за финансирање на социјална заштита, на здравствено осигурување на ранливи категории, се работи за различни компоненти кои што секако надлежните министерства и институции ги посочиле во соработка со одобрување од Светската банка, односно се работи за доопремување на капацитети за порана детекција согласно стандардите за Светската здравствена организација. Например, во Министерството за здравство има одвоени околу 34 милиони евра за финансирање на потребите. Останатите се мерки како например надоместок за невработеност и така натаму, и во ребалансот има вградено дел од тие средства да се влечат од тој кредит. Вкупниот износ кој што е вграден е околу 1,2 милиарди денари во ребалансот на оваа кредитна сметка, но секако дека тоа е согласно стандардни процедури на Светската банка и согласно тоа би се влечеле и би се вршеле исплатите. Јас очекувам искрено дека овој заем наскоро ќе стигне до владата и ќе биде усвоен на уредбата за законот за задолжување, бидејќи истиот одобрен и усвоен веќе од бордот на Светската банка. Значи, ние до сега морам да кажам дека мораме да прикажаме и понатаму добра конструктивна соработка, бидејќи на вистина се справуваме со криза и во овие моменти најпотребна е добрата координираност, добрата координација, навременост и брзина од сите засегнати страни. Во врска со вашето второ прашање, јас сметам дека оваа криза го извади најдоброто од голем број на професионалци кои што работат во јавниот сектор.
Таков пример прв е здравството и здравствените работници кои што се во првите редови во директен контакт со болните и заразените, за кои што рековме дека ќе им се одолжиме, ќе ги наградиме, за кои што беа во ребалансот доставена калкулација предлог и беа истите вградани во ребалансот кој што беше усвоен пред неколку дена. Тука се секако во работниците кои што и тоа како без кои не можеше да се справиме со оваа криза, тука се и оние кои не го чуваа редот, мирот, безбедноста, тука се полицајците, тука е армијата, тука се пожарникарите, тука се инспекторатите, Заводот за заштита и спасување, тука се комуналните работници кои што се грижаа за дезинфекција и чистота на улиците, и сите тие заслужуваат да бидат препознаени, да бидат наградени, бидејќи сите тие работаа на вистина во полн капацитет, дупло и над потенцијалот во справување со оваа криза. Исто така има и во јавниот сектор кои што работеа во други функционални области и сектори. Секако јас верувам дека ако го прашате секој министер ќе ви посочи кои се луѓето кои што деноноќно се вистински професионалци, кои што деноноќно буквално по 16-17 часа и саботи и недели работеле од своите области се справат најдобро. И секако дека секој министер би сакал да може и да предложи награда за своите луѓе. Мене, ако ме прашувате, во Министерството за финансии, во кризниот штаб, во трезорот, во јавниот долг, има луѓе кои што не 16 часа, не саботи и недели се грижаат да најдат средства, да скројат ребаланс, да најдат начини за финансирање на мерките за да се поддржат граѓаните, стопанството, да се исплатат редовно плати, пензии, да се сервисираат сите обврски и кои што работаа и саботи и недели. И сите луѓе кои што за оваа криза се залагаат и работат деноноќно, треба да бидат наградени. Бидејќи овие луѓе немаа онаа привилегија да работат од дома, да не бидат изложени на ризик, за разлика од овие за кои што разговараме, кои е и полицијата, и армијата, и сите. Сметам дека ние сите како членови на владата носиме уште поголема одговорност во оваа криза и треба да бидеме уште поразумни, реални, рационални во целиот тој процес. Вие знаете дека ребалансот беше скроен пред 2 дена. И јас морам да кажам дека министерот за внатрешни работи беше навистина кооперативен при правење на ребалансот и тој достави предлог за кратење од 88 милиони денари во Министерството за внатрешни работи. Тој предлог беше ефектуиран и морам да кажам дека овој пат при овој ребаланс поставивме стандард и концепт да ништо на своја рака Министерството за финансии не кратеше. Сите кратења, сите ефектурирани прераспределби и промени се на барање на буџетските корисници. И ова сега што ме прашувате, јас би кажала дека едноставно не кореспондира предлогот кој што сега го споменувате, не кореспондира со барањето кое што било доставено при кроењето на ребалансот. 2 дена во најмала рака по скроен ребаланс мора да бидеме сите разумни, реални. Јас верувам дека сите членови на владата ги знаеме реалните можности и дека сите до еден и оваа влада ќе се залага да ги препознае, да ги награди сите кои што заслужиле, кога ќе се створат условите, кога ќе имаме целосна контрола над вирусот и корона кризата и сите ќе добијат наградата и ќе го добијат заслуженото во битката и борбата против оваа криза со која што се соочуваме. Иле, дали е тоа се за министерка за финансии да продолжиме кај министерот за економија? Само како една констатација можам да кажам, владата имаше можност да обезбеди пари да ги награди оние кои што во министерствата, во институциите работеа за разлика од оние кои што седеа дома, меѓутоа не го направи тоа. Не ми одговорите со да или со не. Ке има ли пари за полицајците кои што со побарат чулев или нема да има пари за 15.000 плюс на плата? Ако ме слушавте внимателно, јас ви одговорив на прашањето дека предлогот кој што го прочитав од медиумите вчера не кореспондира со барањето на склопен ребаланс пред 2 дена. Значи јас ви кажувам дека владата ќе се труди да најде начин сите да ги награди кои што заслужиле и кажав дека тоа се во првите редови после здравствените работници кои што се на најголем ризик изложени, за кои што се обезбедени средства за награда, дека тоа се и полицијата и армијата и пожарникарите и сите кои што пожртвувано работат, се фокусирано и се дадоа повеќе од дупло и го дадоа максималниот свој потенцијал во справување со оваа криза. Благодарам. Министер. Што се однесува до правилникот за екстра лесното, јас наведев и претhodно дека при крај се и анализите, но истовремено и правилникот. Ова е
тема што не се разговара, не е отворена само во последниот месец, и вашата телевизија и неколку други телевизии веќе има години наназад што ја отвориле ова тема. Ние веќе како институции, како држава сме набавиле и мобилна лабораторија каде што ќе се направат и дополнителни анализи врз импактот што го има екстралесното во животната средина, значи генерално во заштита на животната средина, дали на таков начин ќе се укине целосно користењето на екстралесното, дали ќе се изненачи акцизата со другите видови на нафтени деривати, тоа одлука ќе донесеме согласно сите податоци што ќе ги достават надлежните институции и Царинската управа, што се однесува до времето кога се увезува екстралесното, кога се користува, имајќи во предвид дека и постоечкото законско решение не дозволува користење на екстралесно од април до октомври. Значи, дозволува само во текот на зимската сезона. Како? Иле дали е тоа се? Ако е тоа се, сакам да се заблагодарам на министерката за финансии, министерот за економија и благодарност до медиумите за интересот за оваа пресконференција.